Зборува Глас од Македонија. Зборува Глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот навечер преку етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101,3 FM. Ова радиопрограма за овој час нека ви пренесе со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на сонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонода со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. Љубовта кон Македонија секој ден на свој начин ја представува. А ние пак од редакцијата на Глас од Македонија со нашите чувства ја искажуваме со поблиско доближување до неа преку македонскиот збор и песна, во кој е зацртана историјата, приказните, традициите, културата, а најмногу патриотското чувство кон неа. Па и овој пат песна за пријатна вечер.
Помориска вечер, но и вечер за вас, драги дечиња. Во вечерашната наша емисија повторно ќе вас запознаеме со вистински приказни, но прикажани низ целиот свет како приказна. Овој пат за мирата од Охрид, како руските цареви ја разнесоа низ нивната голема руска држава. Приказна за македонците во Русија. Во 11 и 12 век, кога во Македонија постоеше единствена автокефална црква, Охридската архиепископија, таа беше единственото просветно жариште за многу народи што во тоа време го прифатија кирилското писмо, а со тоа и христијанството и воопшто македонското влијание на пошироки простори преку Киев и Москва. Во тоа време се покрсти царицата Олга и го доби светото име Елена. И кнезот Владимир се покрстил и оженил во Охрид, синовите Роман и Давил биле канонизирани како светители Борис и Тет со јурисдикцијата на Охридската архиепископија. Влијание се вршело и преку Света Гора од манастирот Света Катерина. Изградбата на Киевската Кирилова црква од 12 век во првата апсида наречена Македонска сала има зографисано 25 македонски светители и целата градба со мозаици, фрески, икони го отсликува македонското влијание во Русија. Постоела силна преписка во православните цркви и Русија го возвраќа влијанието на македонците со помагање на покорените православни земји. Од 14 век Руската православна црква станува покровител по укинување на Охридската архиепископија во 1767 година. Руските цареви копнееле по Охрид и ги прифаќале сите македонци кои се населувале во Русија, бегајќи од теророт што го вршеле турците во Македонија по Карпошовото, Разловачкото и Кресненското востание, па и Илинден. Во Украина Екатерина II во 1752 година формира православни полкови од доселени македонци со свој грб и знаме, според архивите проучени од доктор Матковски. Македонските доселеници биле заведувачи како македонци припадници на македонската нација. Трагите на македонците од тоа време ги сретнуваме во топонимите како Македони, Кумановка, Кратовка, Скопиевка и полковите од 1773 година, наместо македонски ги добиле имињата според градовите, како например Нови Полошки полк и така натаму. Тие траги траат не само во топонимите, имињата, писмото, јазикот, туку во целокупната македонска култура, останата таму и од 19 век со школувањето на македонските студенти. Во Москва, Петерсбург, Киев, Одеса работеле голем број македонски учители, учебникари, преведувачи и воспитувачи на царските деца, како Анатол Зографски, кум на Николај I и учител на царските деца, брат му Партенije Зографски, Рајко Жинзифов и Андреја Петковиќ биле руски конзули во Турција и Австрија. Браќата Миладиновци, Григор Прличев, Ѓорѓе Пулески, Крстеми Сирков, Димитрија Чуповски и многу други македонски преродбеници битката за слободна Македонија ја воделе на културно поле од Русија. Откако соседите по балканските војни си ја поделија Македонија со се народ, со се јазик, со се цркви, со се територии, под покровителство на големите сили, прогласиле дека во Македонија немало еднороден јазик и народ, си создале своји еднородни држави со се македонците внатре, не признавајќи ништо наше. Турското робство го заменија со христијанско и по 100 години тврда дека македонското писмо било нивно, дека македонската земја, црква, народ, име им припаѓа ним на еднородните грци, срби, бугари, албанци. Под ноктите на грабливците дзирка македонското, што не можат да го сопрат со ништо. Македонскиот дух живее на руска територија како сродност со македонците и идентичност во соседството македонско. Ете тоа беше, драги дечиња, вистинската приказна, повторно со настани, со богатството што нашата исконска земја Македонија го има. И повторно со вас,
Со добра ноќ, драги дечиња. Помогнете радиопрограмата Глас од Македонија. Вашата поддршка ќе овозможи било со донација, реклами, честитки и слично да продолжи да се емитува и понатаму, а и да биде дел од вас, почитувани слушатели. Емисијата на Глас од Македонија, што е во недела на радио, можете да ја слушате и на YouTube, ако отворите на Voice of Macedonia, каде можете да кликнете на subscribe. Со тоа ја помагате и самата радиопрограма, а истовремено е и бесплатно. Фирмата Недан Тим Real Estate, специјалисти за продавање или купување на куќи, дека е тоа така, докажува нивната успешна 15 годишна пракса во бизнисот, било за куќи, фарми, бизниси, но и специјалисти за да ви овозможат на најлесен начин да добиете моргич доколку ви е потребен. Затоа, за реновирање, лисинг, купување или продавање на неподвижен имот, препуштете го тоа на Недан Тимот, телефонирајте уште денес до Васко Недановски на 647-333-9628 или 905-877-8262. Дали сакате да купите ауто, да лисате од марката на Volkswagen или пак ви треба поправка на вашата кола или пак некој дел? Тука меѓу вас се нашиот сонародник Васил Кајчевски со телефон 416-725-6335. Квалитетот на колата од марката Volkswagen е познат и загарантиран из целиот свет, а со тоа и квалитетниот и за поволна цена сервис што ви го нуди нашиот сонародник Васил Кајчевски. Доволно е да го завртите телефонот 416-725-6335 и побарајте го Васил Кајчевски. Без тебе не можам.
да сакаш, би ти го купил. Грешев што грешев, само Бог би ме искупил. Mnogo vreme sama spijam, a me kala kod me živim. Ušte te sakam tebe, ti si del od site mojih molitvi. Ti si nemir što me tera da se premislam, da veruvam u ljubav ta, da naučam da prostam, zašto se koji prostuva i barem jednaš se pokajuva. Nešto da smenam, komu da kažem, bez tebe ne možem. Štom ke go spomnat, tvoje to ime, solzi se budat, ajde dojdi uteši me. Da te vidim, da te paknem isto kako nekogaš. Čekam i tvoja ke pitam, zašto misliš, zašto ne se javuvaš. Ti si nemir što me tera da se premislam, da veruvam u ljubav ta, da naučam da prostam, zašto se koji prostuva i barem jednaš se pokajuva. И во вечерашнава наша емисија, почитувани слушатели, се јавуваме со рубриката Верували или не, или вистински настани како приказна опеани во песна. Вечерва ќе зборуваме за Штипјанката, односно од Ново село Рајна Борева. Во стариот дел на Штипи, или поточно Ново село, во 1886 година во семејството на Буреви се роди малата Рајна.
Со самото нејзино растење, таа била од убава по убава, така да на нејзината 15 годишна возраст таа била символ на убавина во тој дел на градот, а можеби и во целата околија за која се прочуло за неа. Дошло време кога аџипековци правеле свадба, а таа била една од поглавните, поточно шаферка. Присутните гости, место да гледат во невестата, нивните очи биле вперени во убавината на Рајна. Во понеделникот, кога невестата со свадбарките отишле на чешма да наполнат вода и како што е обичајот македонски невестата да ги дарува сите нив, тогаш Коце Марков, русокосиот ерген, ја видел Рајна и на прв поглед се заљубил во неа, ветувајќи си дека мора таа да му биде негова жена. И така и се случило. Се оженил. Свадбата им била во 1902 година, кога отишле да живеат после во центарот на градот, каде била и куќата, но и дуќанот на Коце. Меѓутоа, другите ергени во Штип никако не можеле да се помират што Рајна го одбрала Коцета Марков. Почнале да се собират и понатаму пред дуќанот, каде што на вториот спрат била и куќата во која живееле Коце и Рајна. Гледајќи Коце што се случува, станал многу љубоморен и забранил да се појавува Рајна на прозорецот. Меѓутоа, по кратко време се случило уште полошо. Со рожбата на нивното прво чедо по кратко време тоа починало, така да животот на Рајна и станал катастрофа. Но во време на Балканската војна, Коце морал да замине во Бугарија приморан од тогашната власт и да се бори на страната на бугарите против Отоманската империја, каде се разболел потоа од колера. Дознавајќи за тоа, Рајна веднаш заминала за да биде покрај својот сопруг, криејќи го својот Коце во една одаја која ја позајмиле. Но тој умира, а таа се враќа да живее кај мајка ѝ. Годините се минувале, а таа како вдовица го минувала тешкиот живот. За неа тогаш отпеали и песни, а воедно и се прочило низ многу места во Македонија. Меѓу нив било и во градот Скопје. Тогашниот представник на фабриката Сингер од Скопје, Димче Намичев, иако 15 години од Рајна постар, решил да оди и да ја побара за жена, зашто и неговата сопруга претходно умрела. А инаку духовит за веселба и смеја, дошол во Новосело да ја побара Рајна за жена. Таа се сложила, така да свадбата ја направиле во 1923 година, а потоа заминала да живее со новиот сопруг Димче во Скопје, каде им се родило и првото дете Борис. Навистина во овој брак Рајна живеела добар живот. Песната за неа веќе се пеела низ цела Македонија, а како најомилена песна пак на нејзиниот сопруг Димче Намичев, тој секогаш ја порачувал таа песна пред музичарите и ги наградувал со пари. Димче умрел во 1954 година, а Рајна 1964 година. Меѓутоа, пред да умре, Рајна сакала да й се стави на гробот слика од нејзината младост, па да ја чуеме и песната опеана за Рајна Бурева.
rajna bureva, privedi me, mili Bože, prineja. Rajna bureva, jasne moža, mili Bože, iš bez neja. Jasne moža, mili Bože, iš bez neja. Rajna raju nam govori, rajna raju nam govori, što je mi pismo od družba. Koga mi libe zagina, rajna bureva, privedi me, mili Bože, prineja. Rajna bureva, jasne moža, mili Bože, iš bez neja. Пред да одиме со крајот на нашата вечерашна емисија, кликнете на subscribe. Со тоа ја поддржувате и радиопрограмата Глас од Македонија. Во продолжение на вечерашната наша емисија, Одисеј Белчевски ќе ве запознае со вистинската историја на Македонија и Хомеровиот јазик, кој дефинитивно е македонски, што и ден денес ние македонците ги употребуваме тие зборови во секојдневниот живот. Инаку, Одисеј Белчевски, кој околу 40 години го истражуваше Хомеровиот јазик, па дури и латинскиот, староанглискиот, старофранцускиот и старогерманскиот јазик, што од Хомеровиот јазик има над 1000 зборови. И тоа да спомнам дека издадени се книги од некои од македонските историчари, публицисти, новинари и така натаму, па би рекла и од другите републики на поранешна Југославија, позајмени од Одисеј Белчевски, но тоа се авторски права или копирајт од студиите на Одисеј Белчевски. Поново сум со вас, овде Одисеј Белчевски. Најнапред сакам да објаснам накратко кој беше Хомер и кој беше Хомеровото време. Во денешните објаснувања на лингвистите, Хомер се рачуна како писател на двете големи антички дела, а тоа се Илијадата и Одисејата. Од неговото време, така наречено неговото време, било некаде околу 1000 години пред Христос. Во тие времена се случија и два големи настани, а тоа се Тројанските војни,
Тројанските војни се случиле некаде околу 1400 до 1200 година пред нашата ера, а Хомеровите епопеи, да ги наречеме песни, се испеани и покасно запишани околу 100 години, така нешто после Хомеровите војни. Сите знаеме за Тројанскиот коњ, така да сега можеме да зборуваме почисто и појасно за Хомер. А кој бил Хомер? Пак уште еднаш, се уште е загонетка во денешната наука, а Хомеровиот јазик, кој што денеска се наречува грчки, всушност не бил грчки, тој бил некој стар пелазгиски јазик, кој што јазик се преведел на грчки. Спрема познатиот британски филолог, а исто така и, да речеме, лингвист, по името Мартин Личфилд Уест, и во неговата книга Измисленото име на Хомер, која што е издадена во 2009 година, Хомер не бил ни поет, а најмалце грчки поет, туку едно измислено створено име, кое што се поврзува со зборот омирево, омиро, омирево и омирева, омирива. А тука во коренот на тој збор, на тој глагол, постои зборот мир. Тоа е издадено од најголемиот лингвист, писател, а тоа е Пасов, кој што бил од германско потекло и кој што најпрво ги напишал најпрвите речници за Хомеровиот јазик некаде во 1825 година. Ова за многу од вас може да значи дека биде изненадено нешто, но Хомеровата личност и ден денес е една загонетка и се уште не е разрешено. Ова време било бронзеното доба, така наречено касно бронзено доба, како што објаснав порано, тоа било некаде околу 3 до 4.000 години, или да речеме 1500 години пред нашата ера, која ќе се обдилиме 1500 и 2000, добиваме околу 3.500 години. Спрема моите изучувања, долгогодишни изучувања за Хомеровите поеми, лингвистиката, тоа лексиката во овие творештва, Хомеровите поеми биле народно творештво на пелазгите, на најстарите македонци, како што реков, од касното бронзено време. Во понови времења пак се изразува и излегува некаква, да речеме, сличност со Хомеровите поеми, а тоа се песните на македонскиот владател Крале Марко, кои што имат голема сличност со Хомеровите поеми. За штета, нашите филозофи, лингвисти, филолози, лингвисти, го прифатиле тоа што германската и англиската школа го пропагирала повеќе од 300 години, а тоа не било точно и било со цел на сокривање на македонските корени и лесно можам да се изразам славјанските, праславјанските корени на овие лингвистички дела и така овие вековни лаги и дон денес продолжуваат. Со моето испитување се докажа дека оригиналниот антички јазик во Европа е македонскиот, кој што се разбира се менувал и претрпувал додатни работи. Јазикот е секогаш динамична работа и се менува со времето. Тука постои и така наречена генеза или преобразба на јазикот. Thank you for listening to me. This is finished for today, and we will continue until the next time.
Последните минути од вечерашната наша емисија повторно се со песна од мојата поезија. Магла од прашина ја покрила мојата земја, а рој од скакулци собир прават. Што ли ќе биде ова? На средина змев со 8 глави, а до него штурецот наш свири со 81-та придружба во собранието, но не смее да застане, зашто змевските глави чекаат плен. Сака да викне, да побара помош, но не може, веќе доцна да побегне. Како, кога е во рацете на змевот? Изморен е веќе штурецот наш, музиката шкрипи, го нема веќе мелосот на песната, одата на гордоста негова, а веќе тоне во струните на неговите прсти. Немоќен е, сака да падне и никогаш да не стане. Но одеднаш од длабоките води на морето се појавува лавот Господар и со сабија замавнува на 8 глави од змевот. Потекува река од крв. Лавот повторно со сабијата во срцето на змевот, а скакулците исплашени се сокриваат во прашината за да никогаш повеќе не се појават и на местото да се вратат од каде што дојдоа. А нашиот пак штурец лекоумен со 81 член од оркестарот замина во буништето на смрдејата за век и веков. И за чудо, небото ги истори орманите со вода, прашината исчезна, а сонцето ги расшири своите зараци за да ја осветли, да ја затопли земјата негова, земјата на Бога, земјата световна Македонија. Над кора орли виснале, над шара орли и гаврани, над пирин темни облаци, над Егей грци катили, над пирин темни облаци, над Егей грци катили. Европу правди не дели, народов слушни што вели, ни педа не ми даваме, нашето си го бараме. Грд земја ни оставивте, еј вие клети цверови, чија ли земја газите, плативте. Грд земја ми остави,
Душмани сега слушнете, дойде ден да се сплотиме. Душмани сега слушнете, дойде ден да се сплотиме. Европу правди не дели, народов слушни што вели, ни педа не ви даваме, нашето си го бараме. Грд земја ни оставивте, еј вие клети зверови, чија ли земја газите, кому ли наше плативте. Грд земја ни оставивте, еј вие клети зверови, чија ли земја газите, кому ли наше плативте. Европу правди не дели, народов слушни што вели, ни педа не ви даваме, нашето си го бараме. Европу правди не дели, народов слушни што вели, ни педа не ви даваме, нашето си го бараме. Се наближуваат и последните минути и од ова наше петочно издание на Глас од Македонија. Се надевам дека и овој пат се разонодувавте со песната и зборот македонски. Благодарејќи ви за вашето ценето внимание, слушајте не в недела од 6 часот навечер на брановата должина 101.3 FM, како и идниот петок од 8 часот навечер на YouTube. Вашиот уредник и водител Драгица Белчевска ви посакува добра ноќ и пријатен викенд.
Ino